Почитуван амбасадоре на Европската Унија, Ваша Екселенцијо, господин Самуел Богар, почитуван директор на Канцеларијата на Европска банка за обнова и развој, господин Анди Аранитаси, почитуван министер за транспорт и врски, господин Сугарески, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта Китанов, почитуван градоначалник, представници на компанијата Инвестицијски фонд за Западен Балкан, представници на компанијата Гранит, почитувани граѓани, представници на медиумите. Сите ние денеска сме дел од овој значаен настан и убав ден без разлика на времето за нашата земја. Отпочнува реконструкција и рехабилитација на патниот правец Крива Паланка Деве Баир, односно до граничниот премин со Република Бугарија. Овој патен правец е само дел од коридорот 8 на територијата на Северна Македонија, составен дел од паневропските коридори и најзначениот коридор што ја поврзува оската исток-запад на југот на европскиот континент. Проектот предвидува комплетна реконструкција на целата делница на две ленти, изградба на трета лента на поголем дел од овој правец, како изградба на 6 нови мостови. Отпочнувањето на работите за реконструкција, рехабилитација и осовременување на оваа делница е значајно и заради фактот што патниот правец Паланка Деве Баир е најфреквентен во товарниот сообраќај, бидејќи транспортот на стоки кон соседна Бугарија и од соседна Бугарија во најголем дел поминуваат токму по овој пат. Дополнително овој патен правец е значаен заради пограничната соработка помеѓу општините кои гравитираат од овој дел во Северна Македонија и Бугарија. Патниот правец е многу значаен и за регионално поврзување, бидејќи го поврзува граничниот премин Деве Баир, кој представува врска со Република Бугарија. Модернизацијата на коридор 8 е стратешка определба на нашата земја и заради регионалното поврзување и соработка, како еден од најважните аспекти на интеграцијата во Европската Унија. Проектот, вклучувајќи и до изградбата на железницата на овој коридор, има за цел да го поврзе Црното море со Јадранско море. Пошироко тоа е коридор кој преку Бугарија, Македонија и Албанија ги поврзува Блискиот Исток и Азија со Европската Унија. За нашата посветеност на коридор 8 говори фактот дека во овој момент има градежни активности по цела негова должина. Се подготвува санација за патниот правец од граничниот премин Ќафасан до Струга. Интензивно се одвиваат работите на изградба на автопатот Охрид-Кичево, се заврши рехабилитацијата на автопатот од Скопје до Куманово, а во предстојниот период ќе отпочне со рехабилитација на делницата Куманово-Страцин во должина од околу 32 км. Паралелно тече рехабилитација на постоечкиот регионален пат Ранковце-Крива Паланка, кој се очекува да биде завршен до март 2020 година. Почитувани присутни, ова артериска трансверзала е од огромна стратешка и економска важност на Република Северна Македонија. Со воспоставување на овој коридор ќе се развие систем на превоз, што ќе придонесе кон зголемување на трговската размена во функција на подобрување на конкурентноста и развојот на економијата и комуникацијата со европските земји. Уште една причина што го прави овој настан и овој ден посебен за нашата земја е улогата на партнерството на Европската Унија и на незините финансиски институции. Партнерството потврдува дека европската интеграција на Република Северна Македонија и на Западен Балкан е препознаена како геостратешка инвестиција за стабилна, силна и обединета Европа базирана на заеднички вредности и стандарди. Ваквите признанија доаѓаат и од постигнатите резултати на Република Северна Македонија и представуваат голема движечка сила за интензивирање на реформските напори во насока на градење на едно вистинско европско демократско општество во земја која од пред 3 години континуирано паѓаше од криза во криза. Република Северна Македонија ги стави на брзата трака реформските приоритети за исполнување на евроатлантските аспирации со јасна перспектива и со силна политичка волја дека тие аспирации немаат алтернатива и дека нашата земја ќе го даде и го дава сопствениот придонес за да биде видена како земја со стратешка улога во нашиот регион.
Со остварените резултати за само 2,5 години дојдоа и признанија. Членството во НАТО, а прашање на денови е отпочнувањето на преговори со Европската Унија за да влеземе во последна фаза до членството во Унијата. Отворањето на портите на НАТО и на Европската Унија за полноправно членство во сојузите со стратешки партнери беше подкрепено и со решавањето на соседските прашања, кои претходните политички гарнитури не ризикуваа да ги превземат. Во начинот на кој ги решивме отворените прашања со Грција и Бугарија, меѓународната заедница препозна модел за решавање и на најсложените политички прашања во овој регион. Дополнително, Република Северна Македонија се определи да ја интензивира регионалната соработка со сите нејзини инструменти. Сосема е јасно дека поврзување на регионот е предуслов за поврзување со Европската Унија, од која дојде и политичката и финансиска поддршка за инклузивните структури и иницијативи во целиот овој регион, кои и со овој настан се потврдуваат како реални. Нам ни останува со континуираните реформи и со целосна посветеност на нашата европска и евроатлантска агенда да ги увериме нашите партнери дека поддршката која што ни ја даваат нема да биде изневерена. Сакам уште еднаш да се заблагодарам на сите чинители кои што допринесоа да го реализираме овој значаен проект, да се заблагодарам посебно на амбасадорот на Европската Унија во Северна Македонија, господинот Самуил Жбогар, за целосниот напор и поддршка која што ја дава да ги реализираме сите овие проекти и да помогне во обезбедувањето на нашите европски перспективи. Се надевам дека ова ќе биде проект кој што ќе допринесе и за развој на целиот овој регион. Посебно сум среќен што имав можност, еве токму јас, да го означам почетокот на градбата на овој патен правец, заради тоа што сметам дека кога, ако не сега, ќе се вложува токму во овој регион кој што беше најзапоставен во сите изминати години. Така да благодарам на сите што успеавме заедно начело со владата на Република Северна Македонија да направиме еден чекор напред кон подобрување на условите за живот и развој на Крива Паланка, на Куманово и на целиот овој регион. Благодарам уште еднаш.